Добро вечер, почитувани слушатели. Благослов Божи до сите оние кои што ова вечер ќе ја слушаат, се разбира, или ќе ја следат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, како што кажав и минатите емисии, зборуваме за последните времиња. Една од најактуелните теми кои што денеска ги зборуваме или зборуваме, па дури во многу различни места се зборуваат поточно на оваа тема, последните времиња. Живееме во последните времиња. Како што можеме да видиме, да слушнеме, дека сепак живееме во едно хаотично време, поточно во тешко време. Библијата зборува точно за оваа тешко време. Па дури книгата Откровение зборува дека ќе дојде време тешко време кое што не било ниту од почетокот на светот. За едно такво време зборува. И сето тоа ни дава една одредена доза на страв, но сознание дека лека по лека се движиме кон крајот на овој свет. Како што нагласив и како што ни е запишано во Светото писмо. Овој свет во кој ние се наоѓаме, живееме, не смееме да заборавиме дека сме патници, но од друга страна, кога зборуваме за последните времења, Библијата ни дава знаци или докази дека овој свет има почеток, но има и крај. Затоа зборува и самиот Господ Бог. Затоа Исус се јавува како Алфа и Омега, почетокот и свршетокот на овој свет, содржителот семојтниот. Па дури во ескатолошките глави во Новиот Завет, па дури во Стариот Завет или старозаветните списи, Библијата зборува, Господ јасно и гласно зборува дека овој свет ќе има крај. И нема да се биде вечно. Апостолот Петар многу јасно и гласно ни зборува зошто се зачувани или ќе бидат зачувани небото и земјата. Се до доаѓањето, се разбира, на нашиот Господ и Спасител. Затоа реков, лека по лека стануваме сите свесни. Сите овие нешта кои не обкружуваат, кои ни го отежнуваат животот, се само еден патоказ или доказ дека едноставно живееме во последните времиња и дека животот станува се потежок и потежок. Почитувани слушатели, до сега никој се нема ни пофалено да каже дека живее така добар живот. Ретки се тие што денеска можат да се пофалат, но најголем дел од луѓето кои што живеат во светот, па дури кај нас во Македонија, особено кај нас, никој се нема пофалено, значи живееме во многу тешко време. Затоа ви зборуваме и верувам дека иако живееме со една одредена доза на страв, но сепак писмото не предупредува. И тоа ни дава надеж дека треба да останеме трпеливи до неговото второ доаѓање. Допрва, почитувани слушатели, многу нешта ќе се случуваат на овој свет. Допрва ќе бидеме сведоци. Допрва ќе слушаме многу работи. За тоа ни зборува и самото Свето писмо. Во Евангелието на Матеј читаме, самиот Господ Исус Христос зборува, па дури неговите ученици го прашуваат и ние точно зборуваме на овие прашања и даваме одговор на овие прашања. Еве ќе прочитам неколку стихови кои ни се запишани во Евангелието на Матеј 24 глава, вели: И кога седеше на Маслиновата гора, му пројде учениците негови насамо и му рекоа: Кажи ни кога ќе биде тоа, каков ќе биде знакот на твоето доаѓање и за крајот на светот. А Исус им одговори и рече: Пазете се некој да не ве излаже, зашто мнозина ќе дојдат во моје име говорејќи јас сум Христос и ќе прелажат мнозина. Ке слушате за војни, гласови за војни, ке гледате да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде, но уште не е и крајот. Тука некаде ќе застаниме околу војните, затоа што веќе зборувавме за тие лажни Христоси, за тие лажни месии и видовме дека сепак апостолот Јован Богослов во своето писмо не предупредува. Па еве дури тука во оваа 24 глава не предупредува Господ Исус Христос. Треба да внимаваме. Да внимаваме затоа што многу лажни пророци ќе се појават
во последните времиња. И тие веќе се појавуваат. Само колку ние тоа го запазуваме е сосема друга работа. Сакам малку да ви дадам неколку информации по прашање за повици војни, за војни и војни. И еве што ни велат неколку информации со кои барем јас ги располагам. Првата позната војна во историјата се е сместена или се смета во Месопотаминската војна. Тоа и тоа во 2700 години пред нашата ера, помеѓу градовите Урак и Лагаш. Во античка Месопотамија тоа било регионален конфликт помеѓу две моќни градски држави, се разбира во тоа време. Во однос на Првата светска војна, кога ќе видиме колку жртви имало во Првата светска војна, се мисли дека имало од 15 до 22 милиона жртви. Во Втората светска војна 60 милиони имало загинато, а војната во поранешна Југославија се проценува околу 130 до 140 илјади жртви. Граѓанската војна во Сирија почна во 2020, поточно 2011 година, а завршува или до 2025 година се регистрирани околу 656.000 жртви. Овој конфликт е еден од најсмртоносните конфликти во денешно време или во овој денешен модерен 21 се разбира век. Почитувани слушатели, кога сме ке војните, само сакам да се соочиме и едноставно да видиме каде ние се онаоѓаме и зошто се тоа едноставно се случува. И сакам да ви дадам информации дека се случувале, имало војна, има и се разбира во иднина ќе има. Војната помеѓу Украина и Русија, војната помеѓу Израел и Палестина, конфликтот меѓу Иран, САД и Израел, Либан, Авганистан, Пакистан, Мали и во Судан. Денеска овие се најактивните војни кои не само што имаме жртва, туку овие војни донесуваат еден економски пораз на цените. Така да економијата не се развива, туку опаѓа, и тоа навистина сите ние како граѓани почнуваме, се разбира, таа економска криза, скапотијата да ја чувствуваме во своја кожа. Исус зборуваше дека во последните времиња ќе има или ќе слушаме гласови за војна и гласови за немири, на кој тој предупреди дека тоа не е крај, туку почеток на болките. Јас сакам тука да застанеме на оваа последна реченица, дека се тоа што денеска нам ни се случува, почитувани слушатели, не е крај. И интересната работа е што Христос, Библијата ни зборува дека тоа е почеток на болките. И затоа нагласив дека ќе дојде многу потешко време. Време кое не било тешко од почетокот на создавањето или на светот, за кое тоа ни зборува Откровението, всушност ни зборува за последните 3,5 години. Но тоа во некоја наредна прилика ќе можеме да ги разгледаме тие последни 3,5 години и ќе ги видиме 7 печати, отворањето на 7 печати, 7 јавачи. Ќе можеме со текот на времето, со текот на емисиите да ги разгледаме сите овие нешта и да го разгледаме тоа посебно и тешко се разбира време. Но она што сакам да нагласам е тоа дека Библијата зборува дека она што денеска нам ни се случува. Ние сите размислуваме дека навистина крајот е близу и дека ние сме негдека на крајот од нашиот живот. Но видите како Библијата зборува кога ќе ги видиме сите овие нешта, сите овие гласови кои што ќе се шират. Христос вели дека тоа е само почеток на болката. Тоа се почеток на болките или нешта кои што ќе треба, да ги чувствуваме, се разбира, заедно. Тоа е повик да останеме трпеливи, да се надеваме и да не паничиме, туку да се држиме за вистинската вера. Ова е еден предизвик, еден показалец, каде Бог не предупредува и тој сака на вистина да се држиме за вистинската вера. Затоа што Христос вели кога ќе дојдам, дали ќе најдам вера. Исус ни зборува кога ќе слушате или кога ќе ги слушате сите овие нешта, да не опфаќа паника, страв, исплашеност или
загриженост. Возримененоста е чувство на загриженост и непријатно чувство кога го чувствуваме. Значи, вознемиреноста е непријатно чувство. И затоа кога ја чувствуваме таа вознемиреност, не прави да се чувствуваме непријатни или не плаши. Потоа, паника. Паниката е нешто посериозно. Емоција каде што губиме контрола, се јавува силен страв и физичка реакција. Како? Забрзан и плюс. И се разбира, многу потешко почнуваме да дишиме. Кога се појавуваат овие нешта во нашиот живот. Паник, страв или исплашеност. Овие влијаат во нашите емоции. Овие нешта влијаат врз нашиот живот и врз нашето срце. И затоа не фаќа, се разбира, паника. Затоа ни зборува и Господ Исус Христос, како што кажав, народ против народ, држава против држава, царство против царство. Но, почитувани слушатели, како што кажав, ова се само почеток на болките. Видовме за прв пат кога званично, официјално гледаме првата војна меѓу кои земји, каде за прв пат се појавува војната. Видовме за Првата светска војна, за Втората светска војна, за бивша Југославија, за жртвите. И денес она што ни се случува. Тоа е само показалец дека навистина треба да ја држиме верата цврсто и да бидеме трпеливи, затоа што не знаеме точно кога е неговото доаѓање. Иако Библијата не предупредува дека тоа е само почеток на болките. А ако мислиме дека тука е крајот, не, напротив, спротивно зборува Библијата на она што ние го мислиме, на она што ние го разбираме, дека тоа е само почеток на болките. Почитувани слушатели, имајте благословена вечер, Господ со вас, и се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Ќе зборуваме за гладот. И гладот е еден од тие показалци дека живееме во последните времиња. Затоа ни зборува Библијата, затоа ни зборуваат ескатолошките книги. До тогаш имате убава и благословена вечер и се разбира Господ со вас. Пријатно.